Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Северна Македонија, ќе може да ја проследите редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволете да кажам дека пред половина час стигна резултатот на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и тој е негативен. Се продолжува согласно препораките стандардни кои што важат за сите, а тоа е дека е препишана дополнителна самоизолација во време траење од една недела од денешниот ден, имајќи го во предвид вкупниот период на инкубација од 2 недели, односно од првичниот контакт со заболениот. Во однос на двајцата лидери на партии, дозволете да кажам дека сите оние кои што досега имале контакт со нив, со оглед на тоа што двата резултати се негативни, не се во никаков ризик, не треба да се тестираат, ниту треба да се самоизолираат. Дозволете да кажам и другите информации врска со коронавирусот во нашата земја. На клиниката за инфективни болести, после 2 негативни контролни теста се испишани 3 оздравени пациенти. Тие се во добра здравствена состојба, а на клиниката се примени 20 нови пациенти и во моментов се хоспитализирани вкупно 66, од кои што 8 се на механичка вентилација во со тешка форма на болеста. Во болницата 8 септември има хоспитализирано 21 пациент, од кои што 6 се наоѓаат пациенти на респираторна машина, значи дека имаат исто така како и другите пациенти на клиниката, тешка форма манифестација на болеста. Во болницата во Битола се 4 хоспитализирани пациенти, тие се добри, стабилни, лесна форма на болеста, се пратат пациентите кои што се на домашно лекување. Во болницата во Штип имаме уште 4 примени пациенти, значи сега се вкупно 8 и тие имаат лесна форма манифестација на болеста. Во однос на статистиката на денот, во изминатите 24 часа направени се досега рекорден број на тестови, 496, потврдени позитивни 48 лица, односно вкупно досега во земјата 711 случаи. Статистиката по градови е следната: во Скопје 11, во Куманово 25, во Штип 1, во Прилеп 4, во Тетово 1, во Струга 3, во Охрид 1 и во Гостивар 2 случаи. Дозволете да кажам дека големиот број на пациенти кои што се диагностицирани во Куманово се практично пациенти кои што се пратеа, беа со препорака во самоизолација, меѓувреме развија симптоми заради тоа што биле во контакт со претходно диагностицираните заболени лица од Куманово. Досега во земјата се направени 7067 тестирања на COVID-19 вирусот. Во однос на бебето, најмалиот пациент, тоа се наоѓа на инфективната клиника, стабилно е за неговата состојба, секојдневно се консултира и педијатар. Дозволете да кажам состојбата во уште 2 институции. Во врска со починатиот притвореник во истражниот затвор во Шутка, кој што престојувал од 8 март, притоа немал симптоми на COVID, меѓутоа е постмортем истиот диагностициран. Интензивно се работи со луѓето таму, направени се интензивни прегледи од лекарски тимови, тие продолжуваат и во текот на утрешниот ден и во недела. Земени се голем број на тестови вчера во текот на денот, 30 денеска. Исто така ќе се изанализираат и клинички прегледаат сите луѓе кои што се таму, вклучително и персоналот вработените во затворот. Во Агенција за храна и ветеринарство една вработена која што повеќе од една недела не е на работа, од 2 април е дома заради ротацијата на тимовите која што е организирана во смисла на внатрешно функционирање на институцијата. 7 колеги кои што биле во контакт со заболената се во домашна изолација. Во
објектот во институцијата се работи на детална дезинфекција и чистење. Дозволете да кажам и некој коментар во однос на реакциите кои што ги имаше во јавноста, во медиумите, по мрежите во однос на брзината со која што пристапивме кон тестирањето на лидерите на двете најголеми политички партии, кај нас Зоран Заев и Христијан Мицковски. Тие се експонирани многу во јавноста, имаат интензивни контакти со многу луѓе, со представници на институциите, со председателот Заев и министри во владата, така да сакам јасно да кажам дека тука не станува збор за политички приоритети, туку за заштита на државните интереси, за чување на функционалноста на институциите, посебно во вакви моменти во криза. Тоа се луѓе кои што имаат интензивни комуникации и контакти со представници на медиумите, кои што се еден од нашите најсериозни и најголеми партнери во оваа битка која што водиме против коронавирусот, и во таа смисла една од целите беше да се заштитат и представниците на медиумите и вработените во институциите, каде што и двајцата лидери често настапуваат и гостуваат и даваат интервјуа. Дозволете да кажам дека и да упатам уште неколку пораки, дека пред нас е првиот викенд кој што ќе биде целосно затворен, забранет за движење од денеска во 16 часот до понеделник 5 часот наутро на територијата на цела земја. Јас верувам дека апсолутно сите граѓани ја разбираат потребата од вакви мерки. Знам дека е многу тешко да се седи дома, посебно на вака убаво време, но токму во овие услови мора да се покаже максимална одговорност и секој од нас без исклучок да се придржува до она што е пропишано. Оваа состојба нема да трае вечно и нема да трае долго доколку сите се придржуваме до овие мерки. Многу е битно што имаме линеарен пораз на бројот на пациенти, што значи дека успешно успеаме да го амортизираме ударот во смисла на број на пациенти кои што се примаат во нашите здравствени институции. Сакам да ви уверам дека ние постојано ја следиме состојбата, одлуките ги носиме согласно состојбата, а крајната цел е што повеќе да го намалиме ризикот по здравјето на секој поединец и здравјето на сите граѓани. Во меѓувреме, веќе од почетокот на следната недела ќе почнеме да се подготвуваме за денот кога нашите животи постепено ќе ги вратиме во нормален колосек, кога ќе продолжи работниот процес во секоја компанија, во ресторан, угостителски објект, продавница. Јас вчера најавив дека започнавме разговор, комуникација со представници на стопанските комори со цел да се најдат оптимални решенија за организација на работата во сите овие организации и институции, а се со цел да и после подигањето и отстранувањето на рестриктивните мерки нема да не се случи голем број на нови пациенти, односно повторен пик врв на ново диагностицирани пациенти со коронавирусот. Ова го кажувам заради тоа што сметам дека на секој од нас му треба оптимизам и пораки кои ветуваат дека ова сето еден ден овие сериозни мерки ќе завршат, но само заедно, сплотени и одговорни ќе го дочекаме тој ден што побрзо. Благодарам. Благодарам, министре. Почитувани, почнуваме со прашање од колегите новинари. Канал 5 телевизија, поведе. Благодарам. Јас би сакала накусо во името на Канал 5 телевизија да се заблагодарам на сите кои што денеска ни дадоа измерна поддршка, посебно од колегите новинари, но секако и од нашите гледачи по непријатната вест која ја дознавме денеска дека нашиот главен и одговорен уредник на информативната редакција Гоце Михајловски е позитивен на коронавирусот. Секако ова е нешто што не посакуваме никому да се случи, особено не во новинарската фела која пожртвувано работи на безмалку првиот фронт во целата оваа актуелна состојба. Би сакала да нагласам дека Канал 5 продолжува да информира професионално и независно покрај големиот предизвик со кој се соочуваме во моментов. На нашиот колега Михајловски му посакуваме експресно опоравување и оваа прилика исто така би искористила да кажам дека уште 4 наши колеги од денеска ќе бидат во самоизолација.
Наместо прашање, Канал 5 одлучи ова вклучување да го искористи за еден апел. Чувајте се, седете дома за да можеме оваа битка да ја победиме сите заедно. Благодарам. Прашања, колегата од Алсат повели. Благодарам, министре, сигурно се сеќавате на случајот во Велес, каде во стан почина мајка и син. Алса дојде до документот од обдукцијата на телата. За жената покажуваат дека таа починала во јануари, односно на почетокот на годината, и била позитивна на COVID-19. Дали ова значи дека коронавирусот во земјава бил присутен околу новогодишните празници? Ми е првото прашање. А второто прашање е дали ќе се затвори оделот во Кумановската болница за гинекологија, а веќе таков апел упатеа од тамошната болница до Министерството за здравство. Ви благодарам. Денеска во Кумановската болница на увид и разговор со директорката и шефовите на сите оделенија беа државниот секретар во Министерството за здравство и председателот на комисијата за заразни болести со цел да се организира работата во оној дел каде што имаме диагностицирани нови лица вработени во болницата, а кои што биле во самоизолација до сега заради контакт со претходно диагностицираните. Од болницата во таа смисла направен е целосен распоред и болницата во Куманово и во периодот кој што предстои ќе биде целосно функционална доколку се наметне потреба од растаретување на болницата заради поголем број на пациентите и ќе бидат упатувани во институциите во Скопје во целосна и практично секојдневна во неколку пати во текот на денот сме комуникација со директорката на болницата во Куманово. Во однос на двајцата починати лица од Велес, најден е вирусот во примерок од нивното дишно стебло. Многу тешко е да се каже што е директната причина за смрт, но во насока на значено поголемиот број на пациенти од грип, ова сезона 37.000 наспроти 20.000 историски гледано наназад повеќе години, не е исклучена можноста да вирусот бил присутен и во нашата земја порано. Посебно имајќи во предвид што еве излегуваат се повеќе и повеќе публикации дека има и асимптоматски носители на вирусот. Продолжуваме со прашање. Тамара повели, Телма телевизија. Министре, ме интересира околу Канал 5, колешката кажа дека четворица колеги се ставени во самоизолација, но дали денеска е таму направено тестирање на колку колеги и каква е препораката од епидемиолозите за оваа телевизија во контекст на незиното работење, за колегите, и не интересира бидејќи ние сите се среќаваме овие денови на пресконференции и во Куманово беа нашите колеги заедно и во телевизиите внесе тоа малку немир. Ве молам повеќе за тоа. Епидемиолозите денеска беа во комуникација со одговорните од телевизијата, се направи интервјуа со сите вработени кои што имале контакт, кои што се смета дека се од висок ризик. Јас верувам дека и колегите од останатите медиуми, како и сите други приватни контакти на тие лица кои што се смета дека се во ризик, се веќе направени или ќе бидат направени во текот на утрешниот ден. Согласно тоа ќе бидат преземени и одредени мерки доколку има некаква потреба за самата телевизија. Детално е исчистена според стандардите. Центарот за јавно здравје беше во комуникација со уредниците и сметам дека за таа институција важат апсолутно истите протоколи како и што и пристапот кон заболените и нивните примерни контакти, како и за сите други институции. Продолжуваме со прашање. Алфа телевизија. Добар ден до министерот. Моето прашање пред малку го одговоривте и мене ми беше прашањето во контекст на тоа дали и ние, останатите новинари кои што сме во секојдневна комуникација со нашите колеги од Канал 5, па и снимателите во овој случај кои што се постојано на терен заедно, дали ќе бидеме опфатени со онаа ваша епидемиолошка анкета. Меѓутоа, бидејќи ова го одговоривте, имам уште едно прашање, зошто во денешниот извештај не беше споменат оној човек од вчера, оној немил настан за кој извести Алфа телевизија,
дека безживотно тело на човек кој што си го одзел животот е пронајдено во градскиот парк и оти тој бил позитивен на COVID-19, дали ќе може да ни ја потврдите оваа информација, доколку е точна и зошто не беше во денешниот извештај? Благодарам. Јас се извинувам, ама навистина многу тешко се слушаше, ако може да се повтори. Значи, прашањето ми беше во однос на вчерашниот случај за кој што извести Алфа телевизија за човек кој што беше пронајден во градскиот парк без животно тело на 60 годишен маж кој што си го одзел животот. Според нашите информации тој бил позитивен на COVID-19. Зошто не беше во денешниот извештај на Министерството за здравство евидентирано овој случај, ако е точно дека бил позитивен на вирусот? Да, благодарам. Значи, немам информација, ја сретнав таа вест во медиумите, дозволите да проверам па да можем точно да ве известам, како и во овој обдукциониот наод од Институтот за судска медицина, така и во резултатите од лабораторијата. Продолжуваме со следно прашање. Телевизија 21, повеле. Благодарам. Министере, изминатиот период до нашата редакција пристигнати се неколку поплаки од пациенти, една конкретно е од онкологија во Скопје, каде што се жалат дека нема лекови и чекаат подолг период со часови за прием и третман. А втората поплака пак е од Тетово, каде што пациентка со друга болест, не коронавирус, чекала исто така неколку часа да биде прегледана. Прашањето ми е и за двата случаеви, како се третираат другите случаеви кои што не се заразени или пак немаат симптоми со коронавирус. Како глобално функционира здравствениот систем во држава? Благодарам. Освен хроничните интервенции кои што може да се одложат без компликација на здравствената состојба согласно мислењето на стручниот колегиум, сето друго се одвива нормално, итните онколошки пациенти и така натаму. Ова секако дека е под максимална контрола и во рамките на координацијата која што ние секојдневно имаме со директорите на клиниките. Предпоставувам дека дел од услугите за кои што може би сега во овој момент нешто повеќе се чека е евентуално заради еволуација дали станува збор за пациенти кои што се позитивни на коронавирусот или не. Апсолутно одговорно тврдам дека нема никакво одлагање ниту чекање во однос на пациентите кои што треба итно да се третира на одделот на клиниката за онкологија. Верувам дека повнимателно се пристапува кон пациентите заради тоа што се тоа често пациенти кои што се имунокомпромитирани, па треба детална анализа и проверка и тие интервјуа можеби малце ја одложуваат апликацијата на терапијата, меѓутоа во огромен број на случаи тука нема потреба од итност. Повторно ќе кажам, во секојдневна координација со директорите и тие како представници на стручните колегиуми, останатиот процес се одвива нормално. Продолжуваме со прашање. Тера телевизија, повеле. Добар ден, министер. Прашањето се однесува на однос на државните карантини по битува два објекти за прифаќање на оние лица кои се враќаат во странство. Дел од нив им заврши тој период на дел доправа ќе им завршува. Сите оние кои го напуштат карантинот задолжително се тестираат или пак евентуално само кривица кои има симптоми и што во овој период од 14 дена дали продолжуваат во домашна самоизолација. Сите кои што влегуваат во државните карантини се прегледуваат од страна на доктори од локалните здравствени домови. Дополнително на ова има направено распоред на дежурства на доктори кои што се таму практично цело време во две смени, освен навечер кога функционира системот на повик, а после завршувањето на карантин следува и самоизолација од дополнителни 14 дена. Продолжуваме со прашање. Колешката Точи од Нова ТВ, повеле. Благодарам. Моето прашање се однесува во однос на двајцата лидери на партиите. Тестот е негативен, но во многу ситуации сте кажале дека
може да биде и лажно позитивен и лажно негативен во тек на тие 14 дена. Ве молам објаснете го тоа. И во делот на постепеното враќање во живот кое што го најавувате од текот на наредната недела, малку не ми се совпаѓа терминот, бидејќи го најавувате пикот кон крајот на април. Нели е тоа малку прерано да сега размислуваме како ќе се отвараат рестораните и слично. И ве молам уште еднаш, ќе го поставам прашањето за државниот карантин. Зошто болесните случаи не се ставаат во државен карантин? Кое е објаснувањето на Комисијата за заразни болести? Дали немаме финансиски средства, немаме објекти или што е во прашање, бидејќи ве цитирам вас, самиот сте кажал дека болеста обично има непредвидлив тек, а таму може да бидат под лекарски надзор и да не ја шират болеста на своите блиски околу себе. Да не зборам на тоа дека некои од нив ја кршат и самоизолацијата. Благодарам. Домашното лекување е еден од примерите кои што го земавме од Германија и сметаме дека е сосен соодветен за наши услови со оглед на тоа што постои јасен начин на комуникација со матичниот лекар кој што 2 пати најмалку се разбира по потреба и повеќе пати во денот прави телефонски разговор со пациентите негови прикрепени кои што се диагностицирани со коронавирусот. Во таа насока, на тој начин и со таа комуникација ќе одат и контролните тестови на луѓето кои што се излекувани. Сметам дека се многу подобри условите за лекување дома, нормално, согласно алгоритмот и распоредот која е формата на болест која што може дома да се лекува, но во било кое време болниците се отворени. Значи, во било кој момент, доколку во комуникација со матичниот, па дури и мимо комуникацијата со матичниот лекар се примети било какво влошување, во било кој момент може да пациент дојде до инфективното одделение во некој од болниците, во болницата 8 септември или пак на инфективната клиника и тоа е систем кој што функционира без разлика дали матичниот лекар ќе повторам ќе ги контактира инфектолозите, а постои таков систем на комуникација или може пациентот сам да се јави. Во однос на тестирањата, периодот на инкубацијата е 14 денови, најмалку 2, значи од 2 до 14 и во рамките на тој период може да се развијат симптоми. Во однос на пристапот, како се пристапува, секако дека се битни и клиничката слика и состојбата во конкретниот случај, исто како што реков на почетокот, заради заштита на многу луѓе со кои што лидерите се во комуникација и нивни соработници и представници на институции, пред се представниците на медиумите како наш многу сериозен партнер во целата ова битка, сметавме дека треба да се направи ваков пристап и да се направи тестирање практично на тогаш кога е утврден контактот со заболен, тоа е на средина на инкубациониот период. Продолжуваме, слободен печат, повелете. Добар ден, министре. Коронавирусот не дискриминира, видовме, ниту по професија, ни по партија, ни по занимање, ни по образование, пол, сталеж. Во светот од ковид се разболеа многу лекари, политичари, принцови, дизајнери, новинари, богати, сиромашни, проминентни, непознати и сценариото истото да се случи кај нас во одреден момент од иднината, верувам, ќе се согласите дека не е исклучено, како ниту сценариото дека можеби ќе се разболи и некој од владата. Сега тоа нема да бидеме ние првата земја во светот, но што ќе се случи во таква ситуација со функционирањето на државата? Дали имаме определено некаков кризен план за функционирање во случај тоа да се случи? Да, добро, прашање ние во рамките на нашиот тим во Министерството за здравство некаде на почетокот на март разговаравме за
оваа работа, гледаме многу примери во странство. Сакам да кажам дека постојат повеќе сценарија, едни сценарија во кои што навистина дел од инволвираните у целиот овој процес на менаџирање може да и во практично ситуација или состојба на самоизолација може да ги менаџираат работите или да се надеваме не во некоја посериозна форма ако тоа се случи, кој ќе биде на тоа место, меѓутоа системот на заменици, на министри, на директори на институции е тој кој што е практично сценарио, целокупниот систем добро ќе продолжи да функционира, институциите ќе ја вршат својата работа. Продолжуваме. Елида, портал МК, урна Елида. Министре, во Загреб е воведено тестирање без да се излезе од возилото, така наречено драйв-ин диагностика. Брисот се зема додека лицето е внатре во неговата кола. Така е побезбедно за здравствените работници, а и тестирањето е побрзо. Дали можеби се размислува за вакво тестирање и кај нас? И едно друго прашање, министре, дали имате повратна информација од Светската здравствена организација за учеството на нашата земја во програмата Солидарност, која ја најавивте на 26 март? Значи, студијата која е дизајнирана да даде податоци за најефикасниот третман во лекувањето на пациентите со корона. Која од овие 5 тераписки опции е најефикасна? Фала. Најавата беше дека сме ние примени во студијата и веќе се започнуваат сите припремни работи во однос на размена на документацијата и да се види која од 4 терапевски опции практично има најдобар ефект. Предноста е што кога е една држава дел од некоја студија, веднаш се практично стигнува до терапевските протоколи и никогаш не е проблем на количината на лекови за пациентите. Во однос на различните примери од различни држави за форма на тестирање, сметаме дека за сега, имајќи предвид епидемиолошката слика, целокупната состојба во нашата земја, ова е стратегија која што треба да продолжиме, диагностика само на пациенти кои што имаат симптоми, изолација на нивните контакти во некој покасен период. Може би ќе треба да се прави и скрининг на имунитетот на населението, меѓутоа не во овој момент, заради тоа што се уште имаме нови диагностицирани пациенти, заради тоа што имаме раст на бројот на пациенти кои што засега е под контрола. Се надевам дека така ќе остане. Еве има се повеќе овие податоци и овие починати случаи кои што очигледно дека го имале вирусот, значи дека сега се води борба за идентификување на нови пациенти и ставање у целосна изолација на нивните контакти. Овие дополнителни мерки за ограничување на движење, веруваме и дека на асимптоматските практично случаи ќе им го оневозможи ширењето на вирусот, а во следните месеци постепено можеме и да размислуваме и за некој поинаков пристап. Во однос на ова имаше и уште едно претходно прашање во делот на тестирањата. Сметаме дека во овој момент идентификување на лица кои што секако почитуваат правила на ограничување на движењето нема да даде никаков ефект. Во таа насока припремата на целокупните процеси за нормализирање на животот воопшто не е рано да сега се прават, сметам. Тие секако ќе почнат да важат и да бидат на сила после пикот на болеста, тоа ќе биде почетокот на мај, можеби средината на месец мај, меѓутоа сега е битно да се направат сите овие планови за да може сите да се организираат согласно препораките на Комисијата за заразни болести, заради тоа што нема да може веднаш да се врати животот целосно во нормала со сите гужви, со оваков тип на работа на рестораните, кафичите, понатаму на фабриките со огромните хали, сите тие ќе мора да почитуваат огромни одредени правила, заради тоа што голем број на пациенти повторно може, како втор пик, да се јави доколку овие правила не се почитуваат. Продолжуваме. Наташа, текст МК повеле. Благодарам.
Министре, денеска доктор Аголиот Дибар дал изјава за еден медиум дека е подготвен доколку и денешниот тест му е негативен да дарува крв за лекување со крвна плазма. Вие исто така пред некој ден на пресконференција кажавте дека е изготвен протокол и дека се очекува одлука од Агенцијата за лекови. Ме интересира доколку биде таа позитивна, значи доколку се пристапи кон третман со крвна плазма, дали излекуваните пациенти треба да се согласат, дали веќе сте разговарале со нив и кој е нивниот став околу ова? Имам уште едно прашање, се однесува на одлуката за ослободување од работа на родители, каде што имаме јавување во редакцијата случај на мајка која што е вработена како медицинска сестра на клиниката на Гастро, има 3-годишно дете со аутизам, сопругот работи во администрација, но на мајката не е дозволено отсуство. Дали е тоа во ред и каде да се обрати, бидејќи е жената, како што пише, подготвена да си даде отказ, а цело време велиме дека сме во насока да се зачува секое работно место. Ви благодарам. Доколку е согласно правилата, доколку е се согласно препораките на владата и доколку се исполнуваат услови, секако дека ќе биде дозволено отсуство во насока, заради тоа што го спомнавте, дете со аутизам. Ние дозволивме согласно барањата на голем број на родители движење на деца лица со посебни потреби, дури и за време на полицискиот час, заради тоа што тоа е добро за нив, во рамките на третманите кои што ги добиваат. Антитела не може да, крвна плазма заради антитела не може да е било кој, треба да е во соодветна фаза. Значи, тие се пациенти кои што се ковалесцентни, заради тоа што така наречените рековалесцентни се целосно излекувани и тука веќе нема ефект. Направен е протоколот, ова недела се разгледуваше во стручните комисии во медицинскиот факултет. Тоа не е тип на терапија која што може да помогне на секаде. Повторно ќе кажам дека станува збор за форма на болест која што тешката форма е навистина тешка и ги напаѓа сите органи и органски системи и има точна индикација кога се дава, но секако голема благодарност до секој кој што се нуди да биде дел од тој програм, секако дека според соодветен протокол ќе се работи на Институтот за трансфузиологија за екстракција на плазмата. Продолжуваме пред последно прашање, канал 77, повеле. Благодарам. Министре, моето прашање се однесува на градот Кочани. Со оглед на тоа што има информации дека фризерот кој почина работа по домовите, дали точно се знаат неговите контакти и колку ова може да биде ризик за јавното здравје во Кочани? И кога сме веќе таму, во инфективното одделение во Штип е хоспитализирано цело семејство од Кочани, за кое беше кажано дека не е поврзано со фризерот, така да за колку кластери се работи на заболени во Кочани? Ви благодарам. Да, има уште 4 лица кои што ги спомнав дека се хоспитализирани во болницата во Штип. Верувам дека епидемиолозите ги знаат релациите, поврзаноста, доколку постои во однос на Кочани, релациите на конкретниот случај. Исто така верувам дека интервјуата ги дале податоците, доколку некој се сомнева дека е дел од некаков, ќе кажем, ланец или мрежа на можно пренос на болеста, може било кое време да го алармира Центарот за јавно здравје. И последно прашање, колегата Владимир, повеле. Министре, јас ќе се вратам на случајот во Велес на двајцата починати мајка и син. Вие потврдивте дека кај мајката е констатиран вирусот. Сакам да ве прашам дали ова фрла нова светлина во борбата против оваа болест, дали можеби ова ќе го смени пристапот во борбата против вирусот и дали можеби во луѓето веќе постојат антитела? Во овој момент не. Заради тоа што со овие рестриктивни мерки на движење сметаме дека овој пристап е засега добар. Очигледно е дека имаме вакви примери, веројатно ќе има овој и дел од резултатите кои што ќе ги направиме после анализа на многу значено поголемиот број на пациенти кои што се лекувале од грип, заради тоа што тука се материјалите, меѓутоа сега фокус се става на новата диагностика, на идентификување на новите пациенти. Во таа смисла
анализа на тие материјали за пациенти кои што се биле анализирали за инфлуенца, ќе се анализираат и за коронавирусот. После што ќе имаме малце поинаква слика, верувам дека подетална за епидемиолошката ситуација во нашата земја, но за сега, заради тоа што имаме нови диагностицирани пациенти, фокусот и понатаму продолжува на диагностицирањето на пациенти кои што имаат симптоми. Благодарам, министре. Продолжуваме со неколку прашања кои се стигнати во нашиот официјален мејл. Голем број граѓани се тестират во систина преку рапид тестовите, кои понекогаш дават негативни резултати, а на повтореното тестирање во Институтот за јавно здравје се позитивни. Негативниот резултат предизвикува граѓаните да се опуштат, да не ја намалат социјалната интеракција, а за тоа се шири можноста да заразат други лица. Може ли конкретно да објасните до кој степен граѓаните може да веруваат во рапид тестовите и дали и покрај евентуалните негативни резултати, тие сепак треба да бидат во изолација ако биле во контакт со заболен или имат симптоми? Тестовите за антитела мора да одат паралелно со тестот за присуство на вирусот, заради тоа што само така се добива вистинската слика за фазата во која што се наоѓа болеста или евентуално носителот на вирусот или состојбата со антителата после прележан вирус, заради тоа што и двата теста имаат соодветна сензитивност, меѓутоа анализа само на антитела без анализа и проверка на состојбата за присуство на вирусот не ја дава вистинската слика. Има два типа на антитела, некои се јавуваат рано во болеста, некои во подоцнежните фази на болеста, меѓутоа секогаш мора да се анализира и вирусот за да се знае точно за што станува збор и во која фаза е овој пациентот и секако во комбинација на евентуално присуство на симптоми, што исто така, освен присуство на вирус и антитела, е еден значаен показател за тоа во каква состојба, на кој дел од, да кажем, еволуцијата на болеста се наоѓа пациентот. Продолжуваме. На што се должи смртноста од речиси 5% на заболените од COVID-19 во државата? Повеќе соседни држави имаат видно понизок степен на смртност. Дали ги штетите капацитетите на клиниките, а на сметка на лица со потешка форма на болест остануваат во своите домови, лечечи се сами, што неретко доведува до фатални случаи и кај млади лица. И двете прашања се од А1. Не. Болничките капацитети се спремни, тие не се ни преполнети, спремни се за третмани на најтешките форми на болеста. Смртноста е некаде во светските рамки, околу 4% во нашата земја и во неколку наврати до сега коментиравме дека станува збор за болест која што во она најтешка форма на вистина, кога се пациентите на респираторна машина, публикациите укажуваат дека смртноста е околу 98%, значи вирус, болест која што ги напаѓа сите органи и во таа најтешка форма на манифестација на болести, покрај сите превземени мерки за жал за пациентите, не може да се направи ништо и покрај респираторната поддршка и покрај сериозната терапија која што се дава. И последно прашање, зошто колегите на новинарот не се во изолација и не се тестирани и зошто Мицковски и Заев се први тестирани? Прашањето е од порталот Република. Добро, една од причините зашто се тестирани, кажав, е токму меѓу другите, да се заштитат и новинарите со кои што и двајцата лидери имаат многу чести контакти, интервјуа и средби, а сето останато во однос на пристапот кон колегите новинари, контактите на заболените е под контрола на Центарот за јавно здравје, каде лекарите епидемиолози денес интензивно работеа, ќе продолжат и во следните денови. Ви благодарам, министре. Почитувани, тука е и крајот на денешната редовна пресконференција на Министерот за здравство доктор Венко Филипче. Останете дома и почитувајте ги сите препораки. Тандерувак тоа што да фунди конференца с поштит редовната пресконференција на Министерот за здравство Венко Филипче. Останете дома и почитувајте ги сите препораки.